Здраво водолеи, ајде заедно да ги толкуваме пораките кои се за вас и периодот кој следи. Но, внимавајте, ова не се било какви пораки, ова се љубовни пораки. И се што ќе биде овде кажано, ќе се однесува единствено на полето, на љубовта, на делото, од емоциите. Значи, ништо друго. Вие мора да си ја препознаете пораката која е за вас. Не се дефокусирајте и деконцентрирајте на она што не е за вас, тоа ќе го почувствувате и отфрлете. Не обрнувајте внимание. И пред да започнеме, само кратко да ве подсетам, не заборавајте да се претплатите за следење на каналот, бидете дел од сето ова, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, секогаш кога имате што да кажете, нешто да кажете. Јас сум тука да одговорам. И со тоа на еден начин само ми давате потврда дека јас ова што го правам не е залудно и на некому му значи. Ајде се да видиме за вас водолиите што доаѓа месецов. Има овде една интересна порака за некој од вас, за повеќето можеби од вас. Јас гледам дека вие сте почнале да работите на себе. Значи, можностите, варијантите, опциите на кои вие ќе работите на себе се бесконечно многу, безброј, но еве еден начин на кој еден дел од вас ќе работите на себе. Еден дел од вас ќе работите на вашиот физички изглед. Вие периодов, она што го гледате во огледало, не ви се допаѓа. И ќе се грижите, многу ќе се грижите зошто е тоа така. Кога и да се погледнете, воопшто не сте задоволни и не сте среќни и многу се грижите. И заради тоа вие ќе постигнете по некакви диети, по некакви режими на исхрана. Дел од вас ќе преземете некакви други физички активности, може би фитнеси, аеробик, теретани, било што, како би си го подобриле вашиот надворешен изглед. Од каде доаѓа ова? Доаѓа од различни страни, за сите е различно. Кај некои ова незадоволство околу физичкиот изглед доаѓа како последица од некоја порака, злобна порака, малициозна порака што сте ја добиле или па сте начуле како некој ве зборува. За некој од вас е како последица на некој коментар од партнерот, како ве гледа, како се однесува периодов со вас. И вас тоа ве загрижува, се мислите дека се должи на вашиот физички изглед. Дел од вас пак, овие стравови, се јавуваат околу тоа дали вие сега има што да понудите. Се извинувам. Дали има што да понудите во љубовта. Имале партнер или не, вие се грижите дали сега сте доволно добри, доволно убави, доволно млади, доволно привлечни. Дали има што да понудите. Дали веќе не сте се истрошиле. Дали сте доволно иновативни во врската, во бракот, во љубовта. Вие имате страшно големи грижи околу тоа. Дури нерационални, би рекла, грижи. Многу ве загрижува. И во еден дел, периодов, во некои моменти, ќе си фантазирате како ќе беше подобро ако имавте повеќе можности, како ќе беше подобро ако имавте повеќе варијанти, како ќе беше подобро ако беше поинаква ситуацијата. Не знам што значи тоа само вие го знаете. Меѓутоа тоа не треба вие да се фокусирате со такви фантазии, туку треба да ја согледате реалност и да ги преземете, работите во свој рад. Да, тоа ќе го правите поголемиот дел од месецов, но ќе има моменти кога ќе си фантазирате како ќе беше подобро кога работите ќе беа поинакви. И јас забележувам дека дел од вас, најголемите, најмногу ќе ве обзема овој страф, ова
ова незадоволство секогаш кога сте обкружени со храна и со пјалоци, вие тогаш не можете да одолеете и се мразите себе си зашто не можете да одолеете и мислите дека тоа не може да се смени кај вас во вашиот карактер и затоа ќе си останете за секогаш така. Партнерот го забележува ова. Забележува вашата несигурност. Дури и да немате партнер, тие одстрана, потенцијални, ке ги речеме партнери, ја забележуваат вашата несигурност, затоа што тоа вам ви делува како несигурност во себе. Вие сте ја изгубиле сега самодовербата и тоа надворешно секогаш се забележува, тоа знам дека го знаете. И кога ја немате самодовербата, вие губите дел од харизмата, губите дел од убавината, вие губите дел од привлечноста. Затоа треба многу да внимавате на мислите, на емоциите, на она што чувствувате. За некои овие чувства потекнуваат некаде можеби и уште подлабоко. Вие треба да се погледнете. Вие секогаш кога ќе се погледнете во огледало, сте несреќни. Но вие некогаш треба да погледнете може подлабоко во очите ви се гледа и се забележува што е тоа што ве прави несреќни. Зошто вие секогаш успевате да не одолеете на пороци. Можеби на некои се пороци. Алкохол, цигари, такви некои работи. Тоа потекнува длабоко од вас, како последица на нешто, можеби неубави зборови, некаква траума, што и да е било, што и да е, но затоа пораката овде за вас е погледнете се малку подлабоко, немојте површно. Изглед тоа се менува, тоа може да се смени, бидете упорни ќе се смени. Но ако тоа е длабоко врежено во вас, таа несигурност, таа недоволна, тоа немање самодоверба, тогаш е многу потешко да ги смените работите. Верувајте. Затоа, открите го, коренот на проблемот не е само површно да гледате. И се плашите многу дека партнерот ќе почне да погледнува и настрана. Се плашите дека ќе го можеби и изгубите. Ако не партнерот, тогаш оно што го имате во љубовта со него, во вашиот живот со него. Сакам да ви кажам дека исходот е овој. Вие ќе останете заедно. Низ било што и да поменувате периодов, никогаш нема да ве напушти, тоа да знаете, затоа што тој пред се не ве сака вас заради вашиот надворешен изглед, тој ве сака заради тоа што сте вие на вистина во душата, вашиот карактер, вашето јас, тој тоа го сака. И нема да го остави, бидете сигурни во тоа. Сега, еден друг дел од вас пак, гледам дека во вас се разбудила некоја искра. Во вас се буди некој пламен, некоја страст. Можеби ова е поттикнато како последица на нечии зборови, нечио навестување, нечија алузија, некој ви споменал нешто, некој ви кажал некаде нешто. И во вас сега се буди нешто, се раѓа некаква љубов. Се уште не е љубов, во моментов е само страст, некој оган се раѓа. Можеби многу ќе ве воодушеви нечија порака, нечии зборови, нечии начин на изразување. Можеби ќе ве воодушеви нечии изглед, нечии физички изглед ќе направи вие внатре да почувствувате некакви искри, некоја искра. И сега се прашувате што да направите, дали да преземете нешто во врска со ова или да чекате. Јас мислам дека треба да преземете, затоа што
вака ќе ви кажам, ова што доаѓа, ако е ново, а е ново за многу од вас. Ова е многу необично, е проследено со некоја конфузија, некоја нескладна енергија, затоа што еден ден е многу возбудливо, другиот ден опаѓа страста и некако изгледа дека е многу поинаку, за другиот ден повторно да биде некоја возбуда, некоја дури љубов, за повторно другиот ден да биде нешто сосема десето, значи проследено е со таква некоја енергија. Меѓутоа, во ова вреди да се биде некое време, затоа што ова ќе биде некое време, а крајот е навистина една многу убава конекција со овој човек. Овој човек пред се е еден многу мудар, многу прибран, интелигентен, стои цврсто на земја. Значи, едноставно вас ве фасцинира неговата интелигенција, неговиот интелект. И овој знае како да ве придобие. Овој многу знае, многу добро знае и ќе ве придобие. Внимавајте, ако е со ласкање, да не паднете пребрзо на тие ласкави зборови, затоа што ако паднете пребрзо и се дадете прерано, ќе ја изгубите таа магија, таа харизма во неговите очи, ќе се намали. Ако бидете потешки за добивање, тогаш уште повеќе ќе се труди. И јас гледам дека ќе се забавувате многу со овој човек периодов. Да, многу згоден е пред се. Згодна, значи може да биде и маж и жена, се може да биде. И пораките за вас овде се нови почетоци. Нова авантура е пред вас. Прифатете ја и живеете го сонот со страст. Па нели е тоа прекрасна една потврда на се она што го зборувавме. И за еден друг дел од вас пораката е, минатото е сега зад вас. Оставете го и приватете ги новите можности. Новиот пат е послан пред вас. Следете го со верба. Прекрасни пораки, прекрасно ќе биде крајот на се ова што и да е, значи и грижите што ги имате, и немирот што го чувствувате, сето тоа на крајот ќе се покаже дека било залудно. Драги мои водоли, се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!